Госпоѓа Аврамска, имах долги колони и за влез и за излез од државата овде на граничниот премен Богородица. Кои се протоколите кои што од денеска се применуваат на граничниот премен за влез и излез? Значи така, од денес, од 00 часот на 1.9 се отпочна почитувајќи ги протоколите за влез и излез од државата. Значи, протоколите што ги споменам се подеднакво важички за влез во државата и за излез од државата. Прво, сите граѓани, значи не се работи само за страни или домашни, сите граѓани кои ќе дојдат на влез или на излез од државата, како прво треба да имаат сертификат за имунизација, 2 дози примени вакцини. Под број 2 да имат негативен PCR тест не постар од 72 часа или пак брз тест не постар од 48 часа или медицинска потврда од времето на прележеност до времето од последниот ден, од првиот ден на оздравување до сега кога се на граница, да нема поминато 45 дена. Не постара, значи, од 45 дена. Ова важи за сите граѓани, и за страните, и за домашните граѓани. За влез и излез од државата. Оние граѓани кои што немаат нито една од овие претходно споменати медицински белешки, така да ги кажеме, или потврди, на страните државјани им издаваме изјава за транзит во рок од 5 часа да ја напуштат нашата држава. За нашите државјани, македонските државјани, може да влезат и без да ги имаат овие горе наведени медицински потврди и белешки, со тоа што подпишуваат изјава за самоизолација на дадена адреса која што ќе ја посочат во рок од 7 дена, со тоа што се известува ДСЗИ и надлежен инспектор кој што тоа ќе го потврди со решение за самоизолација. Кажете ми дали има некакви известувања од грчка страна, како таму се одвива протоколот за влез, да речеме, дали има граѓани кои се враќаат, можеби од денес? Нема граѓани кои се враќаат, мерките кај нив се исти како и досега што беа. Си тече нивниот протокол. Само да нагласам дека од овие мерки се иземени професионалните возачи, односно товарниот сообраќај функционира без проблеми и на професионалните возачи не им се потребни овие документи. Ви создава ли застој на границата сето ова што од денес почна да се применува? Каква е состојбата? Можете да видите во реалност каква е состојбата, значи создава застој. Зошто? Заради тоа што полицијскиот службеник, освен што ќе го заведе граѓанинот, странецот во СКПВ, во контрола на патници, во компјутерскиот систем, истиот му ги бара да ги види, да ги приложат странците или наши државјани претходно напоменатите документи. Од кога тоа ќе го покажат, значи се губи време. Дали ми се во телефони, или ми се во писмена форма. За секој индивидуално се бара посебно. Како што можете да видите, во секој автомобил има 4 до 5 лица. За секој од овие лица да ви покаже документ, полицијскиот службеник тоа да го види дали е веродостојно или не. Доколку па нема таков документ, полицијскиот службеник им дава да пополнат изјава. 90% од странските државјани кажуваат дека немаме пенкало или било што. Значи го прават тоа полицијските службеници, ја пишуваат изјавата повторно на сите 5 члена или 4 колку што се во автомобилот. Му се дава на странката да го потпише документот, односно изјавата, и сето тоа прави застој, да не кажеме застој, ама се губи време. Нема застој, туку се губи време во целата оваа процедура. Затоа имаме денес гужви. Не можеме да кажеме дека немаме. 3 до 4 часа се чека на влез. На излез, бидејќи се истите мерки, се чека час и половина до 2 часа.